На изборната програма на Коалицијата за подобра Македонија предводена од ВМРО-ДПМН. Денеска беше презентиран отчетот. Гостин во дневникот е министерот Јанакиевски. Опозицијската СДСМ излезе со став дека единствено од работата на ВМРО-ДПМН може да се види дека 400.000 граѓани избегале од државата и голема сиромаштија. Добро, лошо е тоа што опозицијата никогаш не пофалила ниту еден проект, бидејќи има голем број на реализирани проекти и сите тие се содржат во отчетот. Ние како влада, заедно со коалиционите партнери, како политичка партија ВМРО-ДПМН, која предводи оваа влада, промовиравме еден нов начин на функционирање. Тоа е кога ќе започнат изборите, значи пред парламентарните избори, секогаш да представуваме пред граѓаните програма и секогаш на крајот на нашиот мандат да презентираме отчет. Тоа е многу добро, бидејќи постојано сме под притисок на она што сме го ветиле пред граѓаните. Голем дел од проектите се веќе реализирани, дел се во фаза на реализација, но ние имаме доблест да кажеме и оние проекти што не се реализирани, дека не успеале да ги реализираме, но исто така и образложение зошто истите не се реализирани. Оно што е посебно интересно да новива, што го акцентираше премиерот Груевски, е паралелната изградба на 3 автопатски делници. Дали тие се градат со предвидената динамика? Начениот автопат кој започна со градба во 2012 година се гради согласно динамиката утврдена во договорот, а двата автопатишта сега само што започна со изградба, тоа е патот од Скопје до Штип и од Кичево до Охрид. За овие два автопатишта се прават оние почетни активности, како утврдување на трасата, изградба на кампови за работниците и така натаму. Поголемата динамика треба да следи во втората половина оваа година и наредните 3 години кога треба да се изградат овие автопатишта. Во она што е битно во отчетот и во делот на транспорт и врски, каде што имавме 187 проекти, децидно имаме кажано што е реализирано, што е во фаза на реализација, овие се најголемите 3 проекти во ресорот транспорт и врски. Ви благодарам за гостувањето во дневникот на Македонската телевизија.